За нас уште еден многу важен наод од извештајот на Државниот завод за ревизија е тоа што по доделување на водното право, односно концесијата за користење на водата, законот налага прием, односно преглед на објектите на зафаќање на водата. За ниедна од малите хидроцентрали не е извршен ваков преглед, што значи дека водната дозвола не произведува правно дејство, односно е бесправна. На тој начин Државниот завод за ревизија нас ни потврди дека де факто според македонските закони малите хидроцентрали функционираат, оперираат вон законските рамки. Кај нас законската рамка се уште предвидува субвенционирање на малите хидроелектрани исклучиво преку моделот на повластени тарифи и според нас тоа значи фаворизирање на малите хидроелектрани наспроти останатите начини на производство на електрична енергија од обновливи извори, како фотоволтаични централи, да кажеме, или ветерни електрани. Освен фаворизирање, ваквиот модел, освен што ги фаворизира малите хидроелектрани и нормално обезбедува профит за собствениците на малите хидроелектрани, не дозволува диверзификација на производството на електрична енергија од обновливи извори и во крајна линија ги оневозможува заложбите на државата за либерализација на пазарот на електрична енергија. Големите хидроелектрани можеби во енергетска смисла можат да излезат во престрет на проблемот, но во смисла на заштита на животната средина и климатски промени дефинитивно не се пожелни. Штетите од изградбата на големите хидроелектрани можат да бидат енормни и непоправливи, поготово затоа што во нашата стратегија тие се предвидени да се градат во заштитени подрачја или во близина на заштитени подрачја.